рекламите, време и за вестите. Студентското организирање во земјава е катастрофално. Студентите немаат легитимни представници, ниту има и контрола како се трошат студентските пари. Затоа неколку студентски организации од денеска почнаа со јавни консултации за реформи во студентското организирање, кои ќе бидат анотирани и во новиот закон за високо образование. Како се трошат студентските пари, кои треба да ги контролира, транспарентен избор на делегатите на матичните студентски парламенти и на универзитетскиот сенат се дел од реформите на студентското организирање, кои треба да бидат дел од новиот закон за високо образование. Студентите во земјава од денеска почнаа со дебат. На маса имаат ставено 3 модели. Едниот е на Младинскиот образовен форум, вториот на студентскиот пленум и третиот е постоечкиот за кој студентските организации велат дека е лош. Но и беше причина за излегување на улица и кревање на гласот на масовни протести. Проблемот до сега се покажа во партиите и во тоа што години наназад ова тело е злоупотребувано. Оно што ние како Младински образован форум го предлагаме е ова тело да стане тело во склоп на универзитетот. Она кое што ние сакаме да го предложиме и да го возможиме со овие јавни консултации е да конечно да се свади дека студентите се рамноправен дел на академската заедница. Значи универзитетите меѓу другото постојат заради студентите, а не обратно. Студентите во изминатите години успеа да го покажат своето општествено значење, да го дигнат гласот за сите работи кои што не чинеа во ова општество, па така сметаме дека реформите кои што треба овој закон да ги донесе во поглед на студентското организирање се тоа да биде појасно, а не конфузно како што е во сегашниот закон. Представниците на студентскиот пленум забележуваат дека студентското организирање во земјава е катастрофално. Студентите немаат легитимни представници. Минатогодишниот избор на ректори на студентски парламент на Скопскиот универзитет Свети Кирил и Методи заврши со интервенција на полицијата. Затоа смета дека промените треба да тргнат од студентскиот парламент, кој треба да е во рамките на универзитетот, а не да фигурира како невладина организација. Финансирањето исто така во еден финансиски извештај на студентскиот парламент во 2014-2015 се покажа дека парите од студентите што ги оплаќаат при упис на семестар од X 750 денари, се извинувам, ги трошеле на забави, алкохол и хотели, наместо за правата на студентите, едуцирање за истите. Тоа сакаме исто така да биде регулирано, со тоа што најверојатно би одело со подсметка на факултетот. Изборите на студентски представници на универзитетите треба да бидат фер, демократски и слободни, а бруцошите преку обуки да се мотивираат и тие да бидат дел од студентското организирање. Првата јавна консултација за реформите во студентското организирање на Штипскиот универзитет Гоце Делчев помина без поголема заинтересираност на студентите, но вакви консултации ќе има во Скопје, Тетово и Битола, а потоа финалниот документ ќе биде доставен до Министерството за образование. Општина Штип со одговорен однос и домакинско работење успеа да одржи финансиската стабилност на општинскиот буџет без да се земаат нови меѓународни обврски или позајмици. Изминатите 4 години општината не се задолжи со нови кредити или позајмици, а скоро сите долгови се подмирени во износот по кој се дадени. Ова ни овозможува да имаме еден стабилен буџет и да имаме реализација на сите проекти од локалната инфраструктура. Според финансиски параметри можеме да кажеме дека општина Штип е можеби меѓу неколкуте во Македонија кои немаат долгови и имаат стабилен буџет. Локалната самоуправа во моментов ги подмирува тековните трошоци без проблеми. Со финансиски речник, може да кажеме дека врските кон домашните добавувачи на 31 декември 2016 година изнесувале 10,9 милиона денари, додека во моментот немаме нови фактурирани побарувања, односно со други зборови не се подмирени сите обврски до овој момент. Што се однесува до странските добавувачи, кредитот кон Светска банка е сервисиран целосно, односно вратен, а додека кредитот земен од јапонската банка Џајка се враќа редовно согласно ратите кои доспеваат. Во однос на кредитот од ЕБРД, кој што е на ИСАР, немаме никакви плаќања, бидејќи јавното предпријатие редовно си ги сервисира неговите обврски. Кандидатот за градоначалник на општина Штип од ВМРО ДПМН Илчо Захариев ветува дека ако победи на локалните избори и биде повторно градоначалник, целосно својот авторитет ќе го вложи за решавање на работничките проблеми и остварување на нивните права.
Текстилната и кожарската индустрија се белег за Штип. Во фабриките работат над 7500 работници. Се случува работниците да најдуваат на проблеми при нивното работење, па затоа кандидатот за градоначалник на општина Штип од ВМРО ДПМН Илчо Захариев ветува дека им стои на располагање на работниците заеднички да ги решаваат проблемите. Истакнува дека неговиот авторитет во целост ќе го вложи за надменување на проблемите на работниците и за остварување на нивните права. Бидејќи секојдневно се појавуваат одредени проблеми во делот на остварувањето на работничките права, сакам да ви порачам, драги работници во текстилната индустрија и драги работници во кожарската индустрија, и тоа да ви порачам дека, бидејќи имаме некои проблеми кои се појавуваат во делот на работното време, работењето во сабота и недела, работењето во државни празници, непочитувањето, да речеме, на должината на работното време, јас со мојот авторитет, како родоначалник, ви стојам на располагање. Одберете ги вашите најдобри работници, кои во секој време, ненајавено, ќе доаѓаат во општината. Мислам дека со мојот авторитет можеме со заеднички разговори меѓу сопствениците на компаниите, кои ги посебно цениме и почитуваме, и вас, почитувани работници, да ги надминеме сите оние проблеми кои постојат во остварувањето на вашите права. Доколку победи, Захариев ветува дека ќе направи се работниците во Штип да не работат за време на празници, да бидат уредно исплатени доколку работат прекувремено и да го користат секој ден што им следува од одмор. Проекти за енергетска ефикасна општина, нова канализациона линија на дел од булеварот Партизанска во населба 8 ноември, вети на Штипјани носителот на советничката листа од СДСМ Ален Георгиев. Нови енергетски фасади во Штип, ветува носителот на советничката листа од СДСМ Ален Георгиев. Тој вели дека проектите за енергетски ефикасна општина се приоритет на мнозинството советници во новиот совет на општината, од кој бенефитот ќе го почувствуваат граѓаните со плаќање на пониски сметки за струја. Ќе изработиме проекти за енергетски ефикасна општина. Со овие проекти се создаваат услови за намалување на потрошувачката на електрична енергија и воведување на обновливи извори на енергија. Еве, гледаме како изгледаат фасадите во населбата и време е да се преземат конкретни мерки. И тоа нема да бидат само шминки. Во соработка со станарите, ќе ги обновиме фасадите на стамбените згради со термоизолациони фасади и кровови. Во делот на инфраструктурното уредување во населбата 8 ноември, Георгиев најави и поставување нова канализациона линија на улицата Партизанска. Нова канализациона линија на дел од улицата Партизанска во должина 200 метри е потреба на мојата населба и ние ќе ја изградиме. Плато за контейнери, целосно доуредување на училишниот двор во основното училиште Тошо Арсов, реконструкција на главниот градски колектор во должина од 2,5 километри, со што по 10 години ќе се реши проблемот со рејата и излевањето на фекалии во реката Брегалница, вети на Штипјани носителот на советничката листа од СДСМ Ален Георгиев. И покрај предупредувањата од ВМРО ДПМН за нереалните ветувања на СДС, сепак, предизборното СДСМ упорно ветуваше минимална плата од 12.000 денари и ги уверуваше граѓаните дека тоа нешто реално ќе се случи. Но на денешниот прес од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Штип посочуваа дека реалните случувања деновиве зборуваат друго. Еве веќе втор месец ни трага од исплатата на Божем за гарантираните 12.000. За состојбата да биде полоша, имаме поплаки од граѓаните дека при секое отварање на ова прашање со газдите се соочуваат со невидени закани, дека ако продолжат да бараат исплата на ветувањето, половина од вработените ќе ги избркаат од работа. Регистрирани се случувања од типот подпишување на изјави од страна на вработените под притисок на газдите или неоправдани казнување како се ги повратиле исплатените средства. Се прашувам, ако работниците предизборно се соочуваат со ваква неправда и сеење на страв, како ли ќе биде понатаму? Каде се сега невладените здруженија? Каде е СДС кој ветуваше живот за сите и подобар стандард? Работниците се излажани, и тоа токму од оние кои што ветуваат живот на голема врата. За среќа 29. октомври не е далеку и секоја неправда ќе биде забележана преку јасно изразување на гласот на народот. Да ја видиме и реакцијата на пресот на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Општинската организација на СДСМ. Цинизмот на ДПМН нема граници, додека ВМРО ДПМН беше на власт.
Минималната плата изнесуваше 10.080 денари со дискриминирачки однос кон работниците од текстилната и кожарската индустрија. За овие луѓе платата изнесуваше 9.000 денари. Пред само 2 години ДПМН го одби предлогот на СДСМ за покачување на минималната плата од 11.000 денари. Владата предводена од СДСМ во првите 100 дена ја покачи минималната плата и тоа важи за сите. Без дискриминација работниците земаат 12.000 денари. Спиралата на покачување на платите ќе продолжи константно да расте. Новата локална власт ќе застане зад секој работник во секое време. Минималната плата важи за сите, законите важат за секој. Каде и како се трошеле парите на граѓаните за организирање на културни манифестации? Како се делел колачот на добивка меѓу општината, здруженијата и угостителите? Праша денеска од СДСМ на прес, потенцирајќи дека според нивните пресметки проневерени се над 100.000 евра пари на граѓаните. Во изминатиот период масовни манифестации се организирани од невладени организации или граѓански здруженија со општински пари, пари од граѓаните и пари од спонзори. Ваков е примерот и во Штип со здруженијата Макфест, здружение за организирање масовен дочек на Нова година, но и најкарактеристичен е примерот со граѓанското здружение Пастрамалијада 2013, посочија на денешната пресконференција пред медиумите од општинската организација на СДСМ. Во 2014 година, полицијата поднесе кривична пријава против председателот на ова здружение под сомнение за проневера на 2.718.805 денари, пари од Пастрамалијадата. Илчо Захариев, кој претходно соопштуваше за успешноста на настанот, е организатор на истиот, експресно се огради и вели држете го крадецот. Индикативно е тоа што ова здружение е формирано неколку дена пред одржување на настанот, а му се доверува една ваква обемна организација. Нема никаков документ врз основа на кој се избира баш ова здружение, нема меморандум за соработка, ниту пак извештајот за потрошените пари кои општината ги издвојува од буџетот. Во октомври 2014 со одлука на Советот 12 пати се зголемува износот и наместо 300.000 сумата се зголемува на 3.500.000 денари и само 20 дена подоцна полицијата поднесува кривична пријава за проневерени 2.700.000 денари. Казанџиска го поставува прашањето каде се потрошени парите, што е со парите од спонзорите. Општината од поставените штандови наплаќа комунални такси, а здружението од поставените 15 штанда од угостители наплаќа по 15.000 денари. Тоа се дополнителни 12.500 евра и со проста математика излегува дека се свртени некаде околу 100.000 евра. Според зборовите на организаторот, пејачите се исплатени од спонзори. Тогаш се поставува прашањето каде се парите. Илчо Захариев заборави да одговори колку заработи општината, колку заработи здружението, каде завршија парите на граѓаните. Од општинската организација на СДСМ посочуваат дека со масовните манифестации се злоупотребени млади луѓе и истите се инволвирани во криминал. Подсетуваат дека нема извештај за потрошени пари, ниту одлука на Совет, ниту пак објаснување со кои угостители се координирани за трошење на народни пари. А еве го одговорот од општина Штип на денешниот прес на општинската организација СДСМ Штип. Здружението на граѓани Макфест беше формирано во 2009 година со цел по ефикасно спроведување на фестивалот, кога истиот остана без покровител. Во тоа здружение членуваа и советници од власти и опозицијата во составот од 2009 до 2013 година. Сите финансиски извештаи беа усвоени и за истите се дискутираше и на седници и на совет, јавно и транспарентно. Откако Макфест стана дел од програмата за култура, здружението е згаснато, а средствата беа префрлени на општина Штип. Што се однесува до здружението кое беше формирано за организирање на Пастрамалијадата, општина Штип имаше склучено меморандум за соработка со истото. Општината не се меша во судските процеси и доколку се докажат злоупотреби, тоа ќе си ја сноси одговорноста, бидејќи со меморандумот се обврзало да ја реализира манифестацијата како што треба, според словото на законот.
Програмата за култура е легитимна, усвоена е на седница на Совет и општината и градоначалникот имаат обврска истата да ја спроведат. За реализацијата, вклучително и за финансиските параметри, се поднесува извештај кој се гласа на седница на Совет. Така е за секоја манифестација од програмата без оглед дали станува збор за ШКЛ, Макфест или Пастрамалијада. Тие извештаи преку советодавни одлуки се објавуваат и во службен гласник на општината. Нема никакви тајни и досега Советот јавно и транспарентно дискутирал кога извештаите биле на дневен ред. Лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски ја побара поддршката од жителите на Македонска Каменица за уште еден градоначалнички мандат на сегашниот градоначалник Дарко Митевски. Им порача во недела да излезат на гласање, а вети нови инвестиции за развој на оваа рударска општина. Имате човек кој знае да работи, да дадеме поддршка на сегашниот и иден градоначалник на општина Македонска Каменица Дарко Митевски, порача лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски на жителите на Македонска Каменица. Дарко во последните години направи многу проекти за кои што вие сте свесни. Дали е тоа овој дом за култура, дали улиците и во урбаните и особено во руралните места, дали пазарот, дали сите оние проекти кои што ги кажа, кои што ги направи, навистина ја исполни програмата целосно, 100%, а и многу повеќе од тоа. Вклучувајќи го и домот на фудбалот и сите оние проекти кои што на ваша радост и на наша, разбира, се завршија за Каменица и Каменица доби одличен градоначалник. Пред граѓаните на оваа рударска општина тој најави нови инвестиции за развој на општината, а во интерес на граѓаните. Нудиме концепт во кој нема да има неасфалтирана и неосветлена улица и каде ќе има парк во секој мало. Ќе се изградат нови градски и локални улици и реконструкции на постоечките улици. Ќе се изгради и пречистителна станица на река Каменичка при низиното влевање во Калиманско езеро. Ќе се изградат нови водоснабдителни системи во руралните средини во Моштица и Моштица 1, Косевица, Тодоровци и Муховица. Ќе се реконструира училиштето Свети Киро Методи. Ќе се отвори нова детска градинка. Председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, меѓу другото, пред жителите на Македонска Каменица потенцираше дека во последниве 5 месеци централната власт предводена од СДСМ не направила ништо за општината, за разлика од ВМРО ДПМН, која изминативе 10 години ја зголемила вработеноста за 120%. Тој вети проекти за бесплатен оброк за учениците од прво до пето одделение, градежно земјиште по 1 евро за метар квадратен за младите брачни парови, намалени трошоци за комунали и отпишување на комуналните долгови за социјално загрозените семејства. Национални експерти по туризам и представници од општините и на невладиниот сектор го прават регистарот за потенцијалите на Источно-планскиот регион за рурален туризам. Во Штип денеска во организација на Центарот за развој на Источно-планскиот регион се организираше работилница, по што заклучоците ќе бидат презентирани во финален документ изработка на мапа. Се прави регистар за потенцијалите на Источниот регион за развој на руралниот туризам. Представници на општините, невладиниот сектор заедно со експерти по туризам, ангажирани од UNDP преку дебата ги мапираат туристичките локации, кои се погодни за овој вид на туризам. На крајот од процесот се прави карта со потенцијали и се мапираат зони. Затоа што целиот регион сите викаме има, но точно да видиме кај се тие зони, кај се тие полови за развој, места населени кои што треба да го тргнат развојот на руралниот туризам, и руралниот туризам е на општа категорија. Експертите по туризам кои работат на овој регистар забележуваат дека истокот има големи потенцијали за развој на руралниот туризам. Веќе имаат и конкретни предлози, како што е Лесново, но и други туристички локации. Оние места кои што се приоритетни, како што рековме, Лесновскиот дел, Зрново со Зрновска река, навистина преубав простор за рекреација, за активен одмор и така натаму. Беровското подрачје, подрачјето на Голак, Плачковица и така натаму, каде што имаме и преубави пештери, каде што имаме навистина интересни кањони. Ние баш пред некој време бевме во
посета на кањонот Камник и така, кој што е навистина фасцинантен простор, кој што е на само 20 км од Штип овдека. Експертите се единствени дека овие туристички локации кои ќе се најдат во регистарот се уникатни, а на местното население ќе може да му донесе и дополнителни средства. Но покрај тоа што овој регион изобилува со природни убавини и реткости, сепак експертите се единствени дека потребна е поголема едукација на населението, кое сака да екзистира од руралниот туризам. Тешко повреден возач на камион на патот во Искрадба кај Свети Николе, во близина на крстосницата кон селото Немањици. Несреќата се случила денеска околу 11 часот, кога 60-годишниот возач од Кавадарци, управувајќи со тешко товарно возило МАН, во еден момент дошло до откочување на приколицата на камионот која удрила и се заглавила во надвозникот над патот. Во незгодата возачот се здобил со тешки телесни повреди на градниот кош и колкот, кои ги констатирале хирург и ортопед во Штипската клиничка болница. Филолошкиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев денеска го одбележа националниот празник на Австрија. Пред студентите предавање имаше почесниот конзул на Република Австрија во земјава. Продолжува соработката. Ние Филолошкиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев Штип, односно катедрата за германски јазик и книжевност, повторно е активна. Се со цел ја поканивме нашата професорка Виолета Илиева, која што е Валентина Илиева, која што е и конзул, почесен конзул на Република Австрија, да биде наш денешен гостин и со своето неизино излагање да ја доближи историјата, но секако и иднината на Австрија, Република Австрија, каде што германскиот јазик е државниот јазик кој што нашите студенти го изучуваат при групата на германски јазик и книжевност. Значи, од историски аспект ќе се потрудам да им кажам што значи државниот договор кој што се склучил на 15 мај 1955 година, кога Австрија станува слободна како втора република, бидејќи Првата република е веднаш основана во 1918 година. Потоа по завршувањето на Втората светска војна или 10 години потоа во 1955 година, значи Австрија е ослободена, суверена република. Денес во Штип ќе се одигра првенствен надпревар во рамките од 6-то коло на првата футсал лига на Македонија помеѓу екипите на Стибо и на Велес. Надпреварот ќе се одигра во спортската сала на основното училиште Тошо Арсов со почеток од 19 часот. Тринадесет борачи во машка и во женска конкуренција во состав на македонската репрезентација ќе настапат на Балканското првенство за пионери и кадети што ќе се одржи во Словенија. Меѓу нив ќе бидат и тројца млади борачи на боричкиот клуб Балканец од Штип. Градчето Мурска Собота во Словенија во периодот од 4 до 6 ноември ќе биде домаќин организатор на Балканското првенство во борење за пионери и кадети. На првенството ќе настапи селекцијата на Македонија во чиј состав ќе бидат вкупно 13 надпреварувачи, од кои 11 во машка и 2 надпреварувачи во женска конкуренција. Меѓу нив место избори тројца млади пионери на боречкиот клуб Балканец од Штип и тоа во категорија до 38 кг Стефан Штериов, во категорија до 42 кг Ненад Панов и во категорија до 47 кг Дарио Димитров. Тренер и селектор на македонската репрезентација Давор Тасе, под чие раководство тренизите се одвиваат во салата на боречкиот клуб Лирија во Скопје, а за Словенија ќе се отпатува на 1 ноември. Инаку нашите борачи на Балканското првенство во Словенија ќе настапат во екипна и во поединечна конкуренција. Овде е крајот на вестите на Ирис телевизија. За повеќе можете да прочитате на социјалните мрежи. Пријатно!